Ургентно е да веднаш се повлечат. Тоа е ургентно. И тие од власта, но и тие од опозицијата. Значи сите да се повлечат. Она што ние го правиме системски и веќе го презентиравме, да некаде го најавивме Законот за висока раководна служба и го менуваме начинот на кој што во иднина ќе се бираат луѓето на одредена позиција, со вклученост на граѓанскиот сектор, на експерти, на универзитетите, во комисиите кои што ќе вршат избор и бодување на кандидати за високите позиции во администрацијата. Затоа што, да бидем искрени, таму е проблемот во раководната служба. Ако раководителот не се согласи на нешто, нема да се случи надоле и нема да може да се врши притисок. Така да почнуваме од врвот, што се вика, и овој принцип ќе следи и понатаму. На истата тема, колку роднини досега си дадоа отказ? Тоа е првото прашање. И второто, дали ќе се реализира префрлувањето од јавен во приватен сектор на вработени во услови кога имаме масовно вработување во јавната администрација? Не знам колку до сега, можете да ги видите медиумските извештаи денеска и да ги има јутре. Апсолутно може, затоа што оваа активност пред се ќе биде резултат на хоризонталната функционална анализа на системот на реорганизација и оптимизација кој што го потврдуваме со Европската унија и со Сигма, и како што веќе најавивме, ова ќе се случува на крајот на 2019 година. Така да апсолутно останува планот и тоа ќе биде спроведено. Само уште едно дополнување како прашање, бидејќи знаеме дека и премиерот најави дека ќе се прави анализа на досегашните вработувања на роднините на функционерите, до каде е анализата, споменато и до крајот на неделава, дали институциите ги доставија извештаите и дали ќе бидат опфатени и овие нови, да речем, имиња кои сега ги обелоденува опозицијата, или ќе се задржите само на тие досега кои беа? Како што веќе кажав, ги повикуваме сите, и од власта, и од опозицијата. Нагласувам, и многуте илјадници од опозицијата да се повлечат. Сите податоци, и за едните и за другите, ќе ги доставиме до Државна комисија за спречување на корупција. Господин Манчевски, вчера ве слушав на едно телевизиско интервју и денеска. Ова е ново нешто што го кажувате, дека ќе ги повикате и опозицијата. Значи, веќе дозволете, 2 години е на власт вашата влада, речиси, или година и половина. Зошто до сега не се алармираше за тие масовни вработувања што биле извршени од опозицијата? Зошто до сега не се повика, туку кога веќе јавноста алармира за вработувања од вашата влада дека се извршени? Ајде да се подсетиме дека ние во јавноста години наназад реагиравме и дававме информации за блиски луѓе и роднини на сегашната опозиција од тогашната власт. Да бидам искрен, јавноста не беше толку гласна претходно и немаше никаква реакција од страна на тогашните функционери. Помина време од тогаш, ниту тие превзедоа чекор, ниту Државната комисија за спречување на корупција, која што тогаш постоеше, по едно време не постоеше, сега постои, се надевам дека конечно ќе превземе чекори, ќе ги види сите јавни настапи во кои што сме давале конкретни примери, но и ќе ги доставиме повторно ако треба, и дека ќе си превземе чекори за сите подеднакво.